Обид на Бошковски, еве сега топка за Владко Грозданевски, имаш игра со рака. Така е. Има игра со рака, пенал за Вардар. Или не? Да видам само што покажува судијата. Мислам дека е ова игра со рака. Така е, жолт картон и пенал за Вардар. Играше со рака Агрон Мемеди. Може би тоа и од снимката имавте можност да го забележите, почитувани гледачи на sportf.com. Мемеди натрево 16-тникот, пенал за Вардар 1-0. Вардар води 1-0. Филип Ивановски погодува 13-та минута од надпреворот на Железарница. Вардар има водство против Металург од 1-0. Стојаковиќ. Грешка на Павловиќ, го прелета оваа топка. Митрев ја губи топката од Стојаковиќ, да видиме комбинација Кима со Ранџеловиќ или не. Владко Гроздановски ја гледаше позицијата на Илиевски. Владко Гроздановски оди со директен удар, Павловиќ брани, Мемеди ќе врати назад со глава. Во противничкиот казнен простор фудбалерите на Металург да дојдат до ситуација за напад, но и тоа тешко одеше. Добра топка за Петров, бие, има шанса сега Стојаковиќ задоцни на оваа топка. Останува 1-0, Вардар ја бележи втората добра позиција. Кима уфрлување, двајца фудбалери на Вардар во живиот зид. Еве топка за Крстев, 1-1. Миле Крстев погодува, одлична топка од ново влезениот Стевановиќ, падна директно на главата на Крстев и Металург израмнува на 1-1. Фудбалери на Металург. Стевановиќ. Уште еден центар шут, уште еднаш опасност пред голот на Вардар. Од втора да видиме над голот завршува топка. Драговиќ пред малку биеше. Мемеди нема многу простор да помине, мораше да се врати малку наназад, па сега во празно. Една топка за Крстев, да видиме убаво фрлување Начевски. Стигнува и Јупи на оваа топка. Каква шанса! Каква... Илчо, твој видење на надпреворот 1-1 против еден од фаворитите за титулата. Дојдовме овдека за да победиме. Металург целиот надпревар го одигра за да не изгуби. Во првото полувреме бевме многу доминантни, имавме игра, имавме шанси, малку ни фалеше реализација за да се одлепиме резултатски, да биде 2-3-0 за нас. И после сите тие пропуштени шанси, пропуштена доминација која што имавме од прекин. Примивме гол кој што практично ни откина 2 бода. Но се на се, јас сум задоволен за тоа што сепак е ова дерби надпревар и разликата остана иста и после надпреварот, останавме на првото место. Јас ќе се потрудиме, заедно со фудбалерите да ги поправиме овие слабости кои што ни се пројавуваат, посебно на тие прекини. И се надевам дека во иднина ќе имаме многу подобра реализација и поголема концентрација во фаза на дефанзива, посебно при тие прекини. Немаше многу простор за напади, не видовме многу шанси, ниту на едната, ниту на другата страна. Може би играта беше таква рововска, барем во првото полувреме. Според вас, кој беше поблиску може би да победат? Па ја и на почетокот ви кажав дека нека доминиравме во првото полувреме, имавме игра, имавме посетна топка, направивме ситуации кои што требаше да ги реализираме, не фалеше тој завршен пас, можеби и концентрација во завршница пред голот тука, тој завршен удар и Металург едноставно играше преку тие, пробуваше ствари да не блокира нас повеќе од што проба да игра, на овој надпревар. Успеа до некаде во второто полувреме посебно и се на се резултатот е реален. Кога нема да искористиш доминацијата, нормално и кога ќе примиш вакви голови како што го примивме ние од прекин. Тежок надпревар, дерби Вардар Металург. Ејупи, твои видување како беше надпреварот? Кој беше можеби поблиску до победата? Па мислам дека реален е резултатот. Пред се беше една тешка утакмица. Самата утакмица кажува и головите, двата гола, едниот падна од прекин, другиот од пенал. Тоа покажува дека беше една тешка утакмица. Мислам дека резултатот е реален. Двете екипи, Вардар доминираше првото полувреме, така да второ се вративме. Успеавме да израмниме и мислам дека реално е 1-1.
Металург по овој резултат останува второпласиран, следните надпревари сигурно ќе бидат обврска да се нападне на челната позиција. Со оглед на квалитетите досега на тимовите, според тебе кои се главни фаворити? Остануваат ли само Вардар и Металург во трката за титулата? Гледаме Шкендија денеска имаше кој Кикс, Работнички исто така, нестандарден, Ренова. Па мислам дека сега за сега остануваат Вардар, Металург и Шкендија. Не смееме да ја отпишеме, така да ние сега треба да се спремиме за наредниот меч за Шкендија, треба да дадеме максимум. Мислам дека треба да ги исполниме задачите тоа што ќе се укажат. Треба да останеме во трка за шампионска титула со Вардар. Исто така реков, не сме да се опише и Шкендија.